Почитувани представници на медиумите, почитувана јавност. Јавното обвинителство уште од донесувањето на наредбата за спроведување истражна постапка против две лица за кривични дела примање награда за противзаконито влијание и перење пари и други приноси од казниво дело, имаше основи за сомневање дека и лицето врз кое се влијаело, јавниот обвинител презел кривично-правни дејствија. Од досега обезбедените вербални и материјални докази во истрагата, јавното обвинителство утврди дека основите на сомневање се издигнаа на степен на основано сомневање дека јавниот обвинител сторил кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување по член 353 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законник. Со оглед на тоа, ве известуваме дека јавниот обвинител кој ја води постапката донесе наредба за проширување на истрагата и против јавниот обвинител, кој е приведен и обвинителството од надлежниот суд ке предложи определување на мерка притвор. Од обезбедените докази се утврди дека јавниот обвинител ја искористил својата службена положба и овластување, кое ги има по Законот за специјалното јавно обвинителство и одредбите од Законот за кривичната постапка и за себе и за други лица прибавил имотна корист во значителен износ. Од месец ноември 2018 година до април 2019 година, еден од осомничените во оваа истрага со искористување на своето претпоставено влијание врз јавниот обвинител, преку претходно воспоставени пријателски односи, влијал да се изврши службено дејствие што не би смеело да се изврши. Откако осомничениот јавен обвинител донел наредба за спроведување на истражна постапка против повеќе лица во предметот со работен наслов Империја, влијаел на едно од лицата против кои се водела истрагата, да му се олесни неговата положба во таа постапка со укинување на мерката притвор и да му се определи поблага мерка куќен притвор, да му се даде својство на заштитен сведок и со наредба да се запре истражната постапка или да се склучи со него предлог спогодба за вина за полесни кривични дела и да плати незначителен износ на штета и да му се укине мерката на предпазливост при времено одземање на неговите патни исправи. Јавниот обвинител го прифатил влијанието од осомничениот и при неизменети околности, врз основа на кои бил определен притворот, дал предлог притворот против осомничениот во предметот Империја да се укине и да му се определи поблага мерка куќен притвор, пошто на 27 декември 2018 година Апелациониот суд Скопје донел решение за определување на мерка куќен притвор. Со повеќе преземени дејствија двајцата осомничени за да го убедат осомничениот од предметот Империја во влијанието кое е едно од лицата против кои се води истрагата го има врз јавниот обвинител, во повеќе средби телефонски преку спикерфон разговарал со јавниот обвинител и по разговорите и средбите, откако осомничениот во случајот Империја и неговата сопруга биле уверени во влијанието, двете лица против кои се води истрагата од овој осомничен барале 8 милиони евра за олеснување на неговата положба и на 20 февруари 2019 година двајцата дошле во домот на осомничениот во предметот Империја и од него зеле торба марка Луи Витон со 1 милион евра, а претходно додека тој бил во притвор од неговата сопруга зеле 500.000 евра. Потоа во периодот март-април 2019 година, по предлог на јавниот обвинител, судот привремено одземените патни исправи му ги вратил на осомничениот од предметот Империја. Јавниот обвинител со тоа што при неизменети околности по кои бил определен и продолжен притворот и непосредно потоа дал предлог тој да се укине и да се замени со поблага мерка куќен притвор, а потоа дал и предлог привремено одземените патни исправи да му се вратат на осомничениот, а понатаму да ја олесни неговата положба во таа истражна постапка со тоа што тој ќе добие својство на заштитен сведок и ќе ја запре постапката или да склучи со него предлог спогодба за вина за полесни кривични дела и да плати незначителен износ на штета, ја искористил својата службена положба и овластување кои ги има согласно законите
и за себе и за двајцата осомничени против кои се води истрагата, прибавил имот на корист во значителен износ, и тоа за себе предмет и мебел во вредност од 298.000 денари, кои за јавниот обвинител ги набавил еден од осомничените, а за двајцата осомничени прибавил имот на корист од 1.500.000 евра. Јавното обвинителство интензивно и континуирано работи на разјаснување на конкретното дело и собирање докази и податоци неопходни за донесување јавно обвинителска одлука. Јавноста може да биде убедена дека обвинителството посветено го испитува целиот кривично правен случај и дека за секој за кого ќе утврди дека презел кривично правни действија ќе ја прошири истрагата, а исто така обвинителството неселективно ги истражува и обезбедува доказите и за другите лица и дела поврзани со овој конкретно кривично правен настан. Јавното обвинителство и со денешното проширување на истрагата потврдува дека постапува неселективно, работи исклучиво врз основа на законот и обезбедување на владење на правото. Сакам да истакнам дека досега обезбедените докази потврдуваат дека се работи исклучиво за кривично правен настан и затоа случајот не треба да се политизира или пак да се поврзува со учество и на лица од други држави. Нагласувам дека нема ниту една индиција дека незаконски прибавените средства завршиле кај домашни или странски политичари. Затоа само информациите добиени официјално од јавното обвинителство се целосни и веродостојни. Благодарам. Велика сега со прашања да поставиме некој претекот меѓу Имаме прашање од телевизија за дали е мешана и вашиот заменик Наум Павловски во овој случај и дали знаете дали е синот на Катица Јанева? За било каква вмешаност, за било кој колега, иначе презимето му е Пановски, не е Полновски. Немам никакви докази. А каде е синот на Катица Јанева, стварно не знам, бидејќи се уште за него нема доволно основано сомнение дека е вмешан во било какви нелегални активности. Дали помага за некој друг притвор освен за Катица Јанева? Не, моментално само за јавен обвинител е проширена истрагата и е до судот доставен предлог за определување мерка притвор. Имаше неколку информации во јавноста дека и политичари се од полицијата дека нив, за да не шпекулираме, за да имаме информација дали е наредено да се приведат докази и во куќи на политичари. За да не шпекулираме, веќе почна да се шпекулира во јавноста. Од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција нема такво барање за претрес на домови на политичари, а доколку има тоа е можеби по барање на друго обвинителство, не на ова и не поврзано со овој случај. Со оглед на смртниот случај со семејството на Јанева, ви останувате на тоа дека ќе барате притвор, така нема да замените со друга мера. Да. Известно е дека ќе биде определен притвор за обвинителката Катица Јанева. Што тоа значи за специјалното јавно обвинителство, бидејќи во оваа ситуација ќе нема реално кој ништо да потпишува, никакви документи, платви и се останато што треба како формално решение таму да излезе од тоа обвинителство. Што ќе се случува со сега? Специјалното јавно обвинителство, согласно законот со кој е основано, се уште има мандат. Доколку јавниот обвинител кој раководи со ова обвинителство е спречен да ја извршува функцијата, тогаш Советот на јавни обвинители ќе треба да го констатира тоа и веднаш да определи одредот на јавните обвинители на ова обвинителство, веде обвинител кој ќе раководи со тоа обвинителство. За тоа има законски основи, бидејќи во Законот за специјалното обвинителство во завршните одредби има одредба која пропишува дека доколку
одредени случаи не се поинаку регулирани, се однесува Законот за јавно обвинителство. Во Законот за јавно обвинителство постои одредба во која Советот е надлежен да определува вршител на должноста. Според тоа, мене ми се чини дека доколку специјалниот јавен обвинител не може да извршува оваа функција, Советот веднаш треба да постави јавен обвинител од редот на јавните обвинители во тоа обвинителство. Сите тие прашања се отворени, во овој момент доказите се несоборливи дека имотната корист со која се стекнала е околу 298.000 денари, се работи за предмети во тој износ. Во таа изјава апсолутно нема кривично-правни действија и ние тој дел нас во овој предмет не ни е релевантен и ние тоа не го испитуваме. Во овој дел веќе дадов одговори, доколку специјалниот јавен обвинител не може да извршува функцијата, постојат законски основи да се постави вршител на должноста. Ова е едно од централните прашања со кои уште од отварањето истрагата се занимава и повеќе детали околу тоа во овој момент не може да соопштиме, за да не наштетиме на истрагата. Дали ќе се повика господинот Заев како сведок, затоа што на пресконференција рече дека веќе пријавил неколку бизнисмени му се пожалиле, дали кад се последниот сведок? Веќе дадовме одговор на тоа прашање дека сите лица за кои јавното обвинителство ќе утврди дека се инволвирани во овој настан, ќе ги повика. Дали како сведок или како осомничен, сите ќе ги повика за кои ќе имаме докази дека на било кој начин се инволвирани. Или можат да помогнат во истрагата. Јавните обвинители по законските решенија немаат имунитет. Не по уставот. Тие сознанија не се релевантни за денешно известување и оставете на такви прашања во овој момент да не изнесуваме со намера да не и наштетиме на постапката за успешно водење на истрагата. Да, има континуитет во тие действија. Кои судија ќе го работи предметот, двајцата кои сега се на смена, се во империја и по поштенска и евентуално потенцијални следници. Барате ли од судот да имаме двајца судии да се земат предметот во интереси во овие предмети? Тоа е прашање на судот. Судот ги предметите според нивниот деловник ги распоредува. Доколку има определен конфликт на интереси, обвинителството ќе ја провери таа ситуација, ќе ги проучи основите и соодветно ќе постапи по тоа. Има на сликата се спомнува кој е на работа, кој треба да одлучи тоа да не се подвидел во видео. Тие двајца се на работа. Повторно велам, доколку има такви сомневања, ние прво ќе ги согледаме тие прашања и мене искрено да ви кажам не ви е познато сега кој судија е на работа во Кривичниот суд во Скопје. Дали се врши претрес во СЈ? Да. Не претрес, него само се одзема компјутерот на службениот компјутер се одзема. Да. Во интерес на времето уште едно прашање ако имате колеги. Повели Михаела.
Веќе и на тоа спомнав дека ние од почетокот имавме сознанија за нејзина мешаност во овај кривично правен настан, но откога се подигнаа доказите на повисок степен, отворивме истрага. Апсолутно се отедел воопшто обвинителството. Ниту тактизираше, ниту имаше намера. Ниту јавниот обвинител да го заштити, ниту било кое друго лице за кое ќе имаме сознанија дека е инволвирано во конкретните кривично-правни настани. Да, тече, веќе спомнав дека ние и тие случаи ги испитуваме и утврдуваме факти во текот на истрагата и за тие случаи. Ви благодариме многу за сите останати прашања. Осумничениот Јовановски, кој ќе биде положено? Па најкасно до Ви реков завршување на истражната постапка. Дека однапред не е добро обвинителството да ги соопштува действијата што ги преземе во истрагата. Уште еднаш ќе повторам, се со намера да не и наштети на истрагата. Ви благодарам на интересот.